sladkar, dali ke možeš, ke možeš. Ej sladkar, dali ke možeš, ke možeš. Ej sladkar, dali ke možeš, ke možem, ke možem, ke možem. E pa hajde nam te vidam. Marin, povikaj me baba. Mi dojde i me praša da li može autogram. I vikam okej, mi padna mnogo smešno. Sakam u te trkam, a sakam i na drugo mesto. Сега сум наред сам да се запашам. Долу слободни фрлања со Ник Леман, повторно во спортскиот центар Марко Божиновски. Го најавивме у прва епизода, ни дојде конечно во 10-та. Човекот што пушти рап во секоја македонска куќа, единствената опција му беше да успе во музиката. Еден од главните доктори на токсикологија, порано беше сладкар па сладкаристика будало, сега е сопруг на Сања и татко на Моша. Маринковиќ, Марко! Ама ме пофали, требаше да доју првата, доју задњата. Не, све нешто ние зборевме уште пред многу време, ама све денес сутре чекај ова, чекај она, па имаше многу ствари за чекање, имаше самиот свет ми наложи да чекаме. После мене мојот свет ми наложи да чекаме и така да битно сме овде. Подмладот има во фамилијата на Маринковиќ, колку направи Моша? Па брат, 2-7 месеци нешто така да. Почињаше да брга, да збори, да прави бели, да трча, да. Изузетно е. Види, знаеш, онако што викаат, оние што сакаат да се коректни со немирни и неваспитани деца. Живо е дете. Ми кажа дека си тренирал баскет порано, тој видовме на загревање, имаш осетот? Изузетен фан бев на две ствари, у двете ствари беа вклучени црнци, значи бев заљубен и у Биги, бев заљубен и у Джордан, и у Кемп, и у Пак, и у пичке матерне. Интересно што сите рапери од твоја генерација, Кемп име меѓу умилените. Па така некако многу рап куцаше, знаеш, некако беше така дали па или па кога се враќаше одеше така. И после куцање ќе му каже после куцање на тој. Да, не, добар беше. После да излезе Винс Картер и он ни беше новиот Кемп. Ја мислам дека цела држава у тоа време пратеше баскет, дури мене ми се чини дека се пратеше поише и од фудбал. Се кумот да ми овде он е изузетно изгорен по фудбал, не кажем нема шанси, тоа никад не се десило, никад нема се десило. Да, секад викаат тие фудбалските фанови дека Македонија дека баскет е мало дете. И у бизнис, и у маса, и у се. Ти рече нешто, раката ти е малце... Не, види, раката ми е зезната. Ја прекинав да играм, ако не му иде, ќе му простиме и... Да, прекинав да играм баскет пред многу време, почна да ми излага рамото, после 100-тиот пут ми текна да го оперирам и сега више 5-6 години немам фатено баскет у рука, така да... за загревање ќе почнеме со да му еба матер, може ќе уднувам многу и може ќе се избламирам, ама не сум доен за тоа, доен сум да го испочнувам Ник Леман, дека му ветив у првата, а дојдов у 10-та. Маме. Идеме првото прашање. Марко, снимаме во спортскиот центар Марко Божиновски. Порано беше теренче, дупка, како и да се викало од твое време. Дали ти текнала некоја ствар тука што си има десено од детството? Дали била некоја глупост, дали била некоја интересна, смешна дешавка, некоја креативна ствар, сте снимале спотови, вака на прва? Што ти доаѓа? Па Петер, види, тука живееше скип. Тука живееше кацар, генерално тука многу време имаме проведено и на скаливе поише. Мислам, поише сме седеле по ова скаливе него што сме играле нешто, знаеш. Порано немаше, мислам, не беше вака среден. Да. Така да, сега е малце друго, али не знам што би можел да ти одвојам, брат. Пиевме вино со она као се викаше на парашакот степлај. Со степлај. Да, и тука седевме и пукавме фристайл. Значи, иначе нешто сега посебно забавно да ти кажам, не знам што да ти кажам. Да те праша пред еден саат па да мислеш, ама... Па да смислев, па дома да си завршев домашна и слично, ке знаеш друго. Сега вака да ми кажеш што си правил, мислам нас
целата предтинејџерска младост ни помина буквално лудо и буквално живеевме ден за ден и бевме баш онака слободни. Владига ми ја удлабоки ствари, ти ми кажа шала некоја, да. Кажа, има да се вракја, бе, оди. Прво па мушко. Така и со децата. Ја прво па женско ќе треба да идам на втор. Ја сакав тоа. Се надевам дека ќе, да, второ, ама ко што тргнало, жена ми вика ќе се погоди, пак мушко ќе излудиме скроз нас. Тоа прашање, сега малце понапред кога почна рапот да се снима, 2005-та, прв албум, Рап Прдена на единствена опција излага. Кажи ми дали ти текиња сега каква визија имаше Слаткар тогаш за иднината, за идниот себе и која ти беше омилена трака од тој албум? Па, омилена трака. Не знам која ми беше омилена, ама види тоа беше албум што ние малте не го мислевме 2003-та, снимавме 2004-та, излезе 2005-та. Така да, ја кога ќе го чујам сега, тоа ми е смешно. Главно, мислам, не ми е смешно тоа што ќе го чујам што сум го направил пред 5 години, знаеш. Така да едноставно, мислам, замисли се ти пред 18 години и што и да си правил, не може да ти е толку и браво, ама сум бил паметно дете. Генерално ќе чуеш, ама сум бил глуп. Абе, добро, ама тие траки се сметаат за макрап класици. Така, да, ali тоа е класика за тоа време. И сега ја со мои години кога ќе го чујам тоа ми е драго, али ми е некако тамо кај што треба да ми е, назад у времето и тамо заслужува да остане, пошто знаеш како ние треба да учиме од самата историја. Не треба да го правиме буквално тоа што се десило. Туку треба само тоа да го земеме предвид и да шибаме брат напред. Не знам дали може да се измисли, али може човек да се потруди да измисли. Знаеш, ако ти друже пак го правиш тоа што си го правил едноставно, така да е омилена песна, не знам би требало. Тој албум мислам дека е Ново листче будала. Таа ми е најрепрезенција. Имаме ќе видиме дали му текнува неговиот дел после тоа у другите прашања. Да го изрециклира. Па брат, вајда да. Нема тамо нешто некој мисли што не може човек да ги запамти, мислам генерално и тамо треба да се еден тон глупости, али тоа се глупости што ни стоеле на тие години и на тоа време. И тоа ми е драго, тоа ми е најнекаков репрезент за тоа од каде доаѓам, од каде сум научил да се изразувам така, ако треба да издвојам некоја е таа. Дигаме тврдина, дигаме жени, дигаме бенч, дигаме курови, дигаме адреналин, во джебот кенч, роламе, осмеваме, слушаме, така шом се, живееме, пушиме, биеме. Трето прашање за Слаткаристика. Тоа време почна и првите настапи журки низ Скопје. Сте настапувале заедно меѓу другите и со Green Now. Прошлата епизода беше со Тонио Сан, да те прашам, значи чим сте настапувале заедно, значи тоа било некоја рап дружба, сигурно има некоја комуникација. Генерацијски бевме блиску со Green Now. Тоа да сме ги идолизирале у тоа време истите ликови, тие што ги идолизирале тие пред нас не биле стари, знаеш. И вајда ради тоа, плюс ја бев многу воодушевен од нив, посебно од РНС кога сними одној албум Цветот на светот. Ја мислам дека тоа е еден од најдобрите албуми, рап албуми, рап нема, мислам, не е ферски да го фрлиш у било каква категорија. Не, таму има звук на уметност и тоа не заслужува да се изжанрува. Така, сега те прашам, каде пукна првата пушка меѓу вас сите, за да од другари, па меѓу Green Out, меѓу нигде брат, ништо не пукнало. Меѓу Легија, за на некој начин да станете ривали, ако не меѓу вас, во јавноста, да речам, меѓу фамилија. Меѓу децата пука, ама не може да пукнем, види, не е работата дали
ние сме таков тип на музика, значи не можеме да очекуваме ние да се дешава нешто друго од тоа што се дешава сегде низ свет. Ние не се бавиме со поп, па тука да се фалиме колку сме убави. Туку тоа што не ми се свиѓа, бре, тоа има да го кажам, па ме боли курот. Знаеш, барем ја така гледам на целата таа наша приказна. Значи, меѓу нас не се дешавало буквално ништо друго што се има дешавано. Ние порано сме имале многу позаебани филмови, уште кога сме били уште по-деца, со буквално нашата генерација, Желе, Исток, Запад, СВП, со нив сме биле пуше на овако, да, ама сме биле по-деца. Знаеш, од друга страна, после тоа сме биле окей со нив, ама ти, види, еден паметен човек има кажано, значи, колку луѓе те сакаат, да знаеш дека дупло поише не те сакаат, значи, минимум дупло поише, значи, те сакаат 100.000, 200.000, не те сакаат, знаеш. Така да ти увек мора да имаш некој друг. А ја лично, посебно со РДНС, не сум имал никад проблем, увек сум имал високо мислење за него како уметник, како артист, како човек и буквално не сум имал никаков проблем. Сега меѓу рапери у тоа време, знаеш, јас сум тргнал лево, друг тргнал десно, знаеш, и на крај ја увек сум зборил времето ќе покаже кој бил управо, кој не бил управо. Ако треба да се бара право, да се исправаат криви дрини, знаеш. Така да, уопште ја не сум имал овако. Многу сум бил близок од таа екипа со Џака. Џака ми бил увек чуварот на... Да, ама и некако сум го почитувал дека ВСА има, баш вчера видов дека има нов албум. Значи 50 по-горе. Сакам да ти кажам, он ми е буквално вистински татко на нашава црна музика, бедре, тука. Не сум имал проблем, Страйк, увек сум го сакал, сум го ценил. Ти имаш една трака, жолта штампа, што ги пофали, да речам, сите МС-ња у Македонија, да. Кажа по нешто убаво, за разлика од другите траги, ќе што викаш дека природата на рапот е да се бетламе сега. Не е природа на рапот. Природата на рапот е да не си согласен со буквално све што ќе направиш. Ти знаеш, ние сме критичко движење. Не можеш ти некако да бараш од мене све да ми се свиѓа, а ја да се бавам со ова што се бавам. Што човек мислам дека не треба да лаже и као вика и натаман да спие. Маме ти ева, ова да го скратиш у монтажа. Тебе се заебам, можеш да го оставиш со се коментарот со се. Некои луѓе од таа страна многу ги има фатено, знаеш, онака кога ќе те обземе атмосферата и кога ќе те задува ветерот, ти утре можеш да ве преш за све у животот, да така. Абе кажа он и па сега ајде и ти треба си буквално да си овца. Јас се слагам да сум овца, ама би да сум црна овца. Стигнавме до Маунт Рашмор за кошаркари, Маунт Рашмор за омилени музички артисти. Добро, наши кошаркари, Перо Антич, Пеце, Врба Сигурно. И близнаците. Да, морам некој, пошто ми се ептено, мало ми се, види, они излегле у исто време, така да морам заедно да ги бутнам така, таа пето-шесторка. Добре, ги оставим, мораме да оставиме Џордан, не може, едноставно поголем е од самата кошарка. Гледај сега, ја Џордан тука го гледам, на триарка, тоа гледам дека ви си дека кој го има. Работат на соло проекти, марчат некои видом, не се више екипа со пука косметика. Ликови за памтење во рапот како јунаци во епика. Коби, морам Коби. Иначе, брат, ја мислев дека не сум го сакал Коби. Пошто увек сум бил и сайт, значи никад не сум навивал за тимови од West Coast, дори сум бил малку нафунан сум им бил. Знаеш, ама кога почина човекот, брат, ја мислам дека не можев да се соберам 2-3 дена, значи плачев само однака, знаеш, онака ти теча солзи и те боли душа, брат, код да си изгубил некој што си го знаел, да. Сите тоа зборат. Тоа беше невероватно. Така да, Коби, значи Џордан, Коби, Леброн, не знам тука дали да им се даде шанса на овие новиве нашиве Јокич или Дончич.
Што да не мислам си гласов. Тоа е. Еве го Јокич 2 поред MVP, сега оваа година Дончич е фаворит за MVP у NBA. Еве нека е Дончич Сега и некој- мораме да го оставиме пак, мислам да се пофалиме дека Перо играше у NBA, така да е Јантич. Го кажуваме два Да, пати. пет торка да дам кош, значи управо сам. Па тоа е, бе. Со листиве ќе те замараме уште артисти, музички. Лебе, музички артисти. Ај домашни некои што ти се моментално интересни. Смилен го сакав многу. Кирил Джајковски, пример. Владко Стефановски, Владо Јаневски и многу го сакав на времето дека од клан Исток. Странски? А, Сега што слушаш пример теком? па сега не слушам, брат. Сега Сега слушаш, слушам битови. сега слушаш Коко Мелон и овие Супер Джоджо. Коко браво. Коко Мелон, Five Little Monkeys Ducks. jumping on the bed. Five Monkeys. Да, не, слушам битови, генерално и не слушам. Ама еве би можел да ги бутнам Jay-Z, тука ми е најголем цар. Вајда, Eminem, Lil Wayne, Дрейк заслужува да е тука. Ја и да расшарам малце да не се само рапери. Роби Вилијам. Марче, 15 години активно настапуваш, може и поише се. Ја би кажал вака, 14 години јадам леп. Иначе настапувам ја 20 години. Така, на тие безброј настапи треба некоја песна да испееш по 200 пат, по 300 пат. Како правиш ти сам на себе, како си правиш да ти биде интересно секој пат? Зависи, има пример некои песни од првиот албум што не сакам да ги пеам, едноставно толку многу ми се преку кур. Типа спушти се доле, шопинг. FM не можам да ја рипнам, пошто тоа е неверојатно колку многу дада. FM дури ја пеам дупло, ама таа никако да ми скучи. Таа никако да ми скучи и да полетам сигурно. Тие две ствари од првиот албум ги пеам уште, знаеш. Тоа е нешто што и да сакам да го тргнам не можам. Да полетам не би сакал ни сам да ја тргнам ради тоа што е некако Го завршуваш настапот со ова полетам. да, зависи некад со тоа зависи. Ако пеам на фестивал пример, и ако има некој после мене, ќе морам некако да се врзам со нешто поактивно, мислам поживо. Да сакам да ги рипнам тие песни, не можам, недозволиво е. И за луѓето недозволиво и за мене. Најголемите медали мораш да ги покажеш, кога покажеш ти колку голем генерал си, знаеш. Така да. Тука сме испод добро со сладкаристика, шесто прашање. Сладкар, продолжи го текстот од твојата легендарна трака што спомнавме преска. Дигаме тврдина, дигаме жени. Дигаме бенч, дигаме круви, дигаме адреналин, во джебот генч, па роламе, остане, да кажем се, живееме, пушиме, пиеме во ново лисиче. Може вадка, брат. Се извади ова дека било под кош прашањето. Не се извади, можеш види го сега се. ти да ме тераш да снимам од под кош, а да ми А кажеш да ще шутирај ти да се таму. славна, управо си. Морам да имам една шанса. Седмо прашање од фан Стив Стифовски на Инстаграм сака да знае дали би снимил трака со Зибом. Да, бе, брат, како? Мислам, види, ја Шишка и Насте ги знам многу оддавна, да се златни деца мене, те не се свиѓа. На стори последната трака е шема. Да. Глед, знаеш што сакав да направиме со ова? Сега ние слободни фрлања као стројници му доаѓаме моментов. Зибом ги прашав дали ви снимиле со Слаткар, они рекоа да секако. Слаткар ви снимил со Зибом, значи готово. Она сака, он сака. Решена работата. Ќе ве даем. Види, многу ги саткам ја, посебно новиве генерации, некако ми се така некоја нова крв, нов бран со стар укус има, знаеш, многу ми се свиѓа исто. Мате Фоц, што име екипа и он е генијално добар, мислам, ја го прочепкав и тоа скоро пред некое време, мислам, и он е многу големо царче. Генерално ми се свиѓаат, брат, младите многу. Сега целата ствар од нашата работа, како и од твојата,
како и од твојата не е баш секогаш треба да се поклопат, брат. Има некои ствари, знаеш како со некој ќе решиш да снимаш и не може да испадне, брат, кој што треба. Си замислил кој што треба. Да, еве сега ја имам еден тип наш артист што ти го набројав овие 5 мои омилени, што снимав песна. Замисли колку голем фан сум. Снимав песна, ама песната не е добра. Ти мене не знам кој да ми даде, Дрейк да ми пушти песна, а да мислам дека не е добра. Нема да снимам, пошто ја верувам дека не е до спојот, дека песната е главниот мотор за било што. Ти можеш да снимиш песна со кој сакаш. Кој е лоша песната, дечко, џабе си ја снимам. Главно ја мислам и сум сигурен дека ќе работам и со оваа нова генерација. Само нашава работа е малце, знаеш, треба и малце да почекаш и на времето, треба ситуацијата да ти се склопи. Тоа што е многу битно бизнисот да ти е кој што треба, желбата дури доаѓа на крај. Мислам, не баш на крај, тоа е на старт, али и на крај. Знаеш, ти можеш да имаш желба за една страна, треба да ти се поклопа, тоа што е многу коцки. А зибом ги знам од деца, ги сакам од деца, се гледам често со нив, така да мали се многу. Више имаат и бради и све имаат, више не се овако кељави. Ја ги знам буквално кога нема брат, нема влак, нигде брат. Значи нема ни онака мовче има на брдо. На 10 години снимаше песнички и лисиче. Да, и сакам да ти кажам дека ги сакам тие деца, верувам дека тие деца и таа цела нова генерација е еден нов куш кај што ќе може нашата црна музика повторно да сија, ама не да сија само кај еден артист. Нашата музика не може да е голема ако сијаш ти, мораме да сијаме 5-6 души. Дури треба да сија и самиот underground, ако сакаш ти да имаш големи артисти. Најавава на почеток кога кажав човекот што го пушти рапот у секоја македонска куќа, тука е тоа дека до тој момент се слушаше рап, ама слушавме ние раперите, ама не беше будало буквално го внесе рапот у секоја македонска куќа и тогаш и андерграундот процвета што викаш и да, имаше мислам овие што беа има едно легендарно многу јако ради целата атмосфера, знаеш, све беше рап, едноставно ја кога ќе погледнам интервјуа од тоа време, сега баш гледав, мислам, мојата цел и мојата визија беше тоа дека тоа што се дешава денес, ако не си рап, сега не може песната да ти е хит, не знам како ти кажам. Мислам, све е џабе. Многу се смеев, има едно легендарно интервју од Jungle TV со тие двете водителки после предконцерт. Желе која прави вика, Желе која вика, ја имам девојка, па добра ајде, чао таму. Имаш дечко, неам. Ти имаш? Па ја имам. Па ја имам, ајде. Вака главата. Гледате го интервјуто да не да раскажуваме. Таму кажуваш дека сон, те прашуваат дали ти е сон ова што е сега концертот. Не викаш сон ми е на топ 10 листа да е све хип-хоп. И буквално тоа и ти го оствари на некој начин после со Кристика Будало, после новиот албум. И сега и ден денес се листите. Мора да звучиш црно, мора да си дел од таа култура. Сега може, знаеш, постадиве може нема да бидат задоволни, ама они не седеле на клупи. Ише времето е сменето, ише не се седи на клупи, се играат игрици. Ние уште кога бевме мали се склапаат тие асоцијални шеми и кругови и сега светот ни стана таков, така да верувам дека има многу нови, здрави, добри, паметни, талентирани деца, кај што верувам дека сегде има моја семка. Така да верувам дека можат да си го сменат животот на боле. Остай, свашта се збори, не се збори. Му го има. Стигнавме до 8-то прашање. Спомнавме за креирањето на песната. Ќе те прашам како иде процесот кај тебе у поново време. Пошто сите рефрени ти се кечи за разливи да речам.
Дали прво пример, пишуваш рефрен, па врз тоа ја осмислуваш своја песна, кој е редоследот? Па брат, ја не знам дали Слушаш знаеш. битови, Да, ја углавно више 12 години не пишувам, мислам, не запишувам, пишувам у глава. Значи тоа сум го читал, тоа го прави Jay-Z, брат, исто. Многу дркам на Jay-Z. Да, и увек сум се чудел на кој начин го прави тој. Тоа ствари не е буквално ништо освен само константно повтарање. Ти која ја мислиш самата, али ние ќе ја повториш 5-6 пати, нема шанси да те кидне. Посебно ако се бавиш со ова што се бавам ја, ше од многу долго време, знаеш, мене ја пишувам, римувам уште пред да ми дојде тој хип-хоп, тој рап као извор и као да, значи ја пишувам стихотворби уште пред да влезам у тие тинејдж, 13-12 години, и што ми доаѓа тој рап као пратилја, знаеш. Главно мене ми е многу битно тоа и за некоја друга стvar, дека ја пел течам од која знам за себе. Едини начин јас да зборам течно и мојата мисла да е таква кој што сум си ја замислил, е да ја смислам пред да ја кажам. Знаеш, и можеби имам мала помош од тоа, знаеш, кај што јас сум морал да смислам што ќе кажам пред да кажам. И ако сум немал бит и да сум го смислил тоа, пак не сум можел течно да го кажам. денес да Тие речам мани у животот. пресуден е битот, ќе чуеш некој бит, па ќе ти дое инспирација, сега на ова може песна да се направи. Да, брат. Зашто порано кога се опишувале текстови, у тетрадка ќе земеш ќе напишеш текст, ама сега тој текст не иде на некој бит или не иде на пола битови што ќе ти ги дае продуцент. Не го правам тоа, многу ретко го правам. Процес е многу полесен. Најубаво е да можеш ти да го снимиш тоа што си го на битот што си го мислил. Главно све почнува од кога ќе го чуеш ти битот. И може да ти дое тебе мелодија, линија, рефрен или идеја и да не чуеш бит, ама ти пак мораш да најдеш, ако не е класичен бит, рифови 2-3 за да можеш да го имплементираш тоа, знаеш, да го пробаш, да видиш дали стои или само тебе ти звучи до глава. Знаеш, увек е различно. Стигнавме до предпоследното прашање. Марко, каков сопруг си, дали помагаш по дома, каков татко, дали можеш да го бањаш нешто, дали си видиш, дали пружаш шалиште? Ја? Да. Нема болje. Нема боле? Не, ево везе, види. Каков сум, не знам каков сум, ја мислам дека сум добар така. Треба да кажем, не сум многу посветен и добар и осетлив татко и мајка ми беше заљубена многу него, така да сигурно сум и добар муж. Знаеш по дома нешто да сготвиш, да направиш? Па не знам да сготвам, знам да нарачам. Тоа Фичо, знам да готвиме нарачам. со Фичо, го кажа тоа у прва епизода, вика сега денес не е многу битно, вика дали знаеш да сготвиш, многу е победно да знаеш да нарачаш. Да знаеш да нарачаш, да имаш апликација или да имаш бројче што ќе може да ти донесе брзо. Не знам да пеглам, сакав сега да се обидам да го избањам моша, ама некако не знам, некако ми е чудно, мајка му да. Сега, ја помагам буквално све, ја имам многу поише време, посебно преку неа, од неа, така да главно проаѓам многу време дома и многу време со малиот. Забавлjaњето на детето е многу битна улога у домот. Да, значи го матам, доаѓам често во ново лисче, знаеш. Сега Моша кошаркар ли ќе оправи? Па јас сакам. Па да. Јас сакам да го правам Не кошаркар, фудбал, ама неке он многу мал. Така да мајка му е фан на тенис, така да она се фура, неке биде
тенисер. Ако продолжи да мава, може да биде и ММА и фајтер, може и боксер да биде. Иако мислам дека ќе имам тука проблем со мајкам за уписи, ама може да го упишам скришно, па кога ќе дојде со модро, кога кажам падна детето, што да го школо се закача. Јас имам некоја што е толку многу срцкаста, цела средена на фрцкана, убава е ко нацртана. Стигнавме до 10-то прашање. За крај да те прашам што не очекува ново. Гусари беше последниот сингл од тебе пред 3,5 месеци нешто летоска. Што се спрема ново, што преслатка да не, дали се работи? Па види, спремам многу ствари, имав едно 2 години кај што константно мислев песни, а не бев у можност да ги снимам. Многу бевме затворени во ова пандемијава, така да имам уште многу ствари. Пола од нив ги снимив, мислам да ги снимив за да чујам дали имам нешто или само мене ми звучи добро у глава. Уште пола треба и да ги снимам константно, мислам на нови ствари. Малиот ми се навикнуваше кога го чувам да слуша некој бит како трол. Почна и он да клима со главата. Он почува да клима глава на рок, на метал, на ова, на она. Пред некој ден нешто пуштам Нирвана, ја ми мрда главата профи тачно. Бум, 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 бум. Сам ничем изазван, без да му кажа. Да, викам, Родкер бе, што лагам ко црнец да. Знаеш, така да... Пушев една цигара, тука невообичаена, не нормална цигара и некако ми се измеша све. Знаеш, и дека баскет бум бум бум. Така да, нов сингл имам сега, целиот проблем е дека више е тотално неатрактивно да извадиш аудио без видео. Да, некако ко да е. Станува проблема, тоа е ужасно за самата музика, знаеш. Се подразбира дека мора да има видео. Сега ја имам 50 нови ствари. Ја треба и да имам пари да ги снимам тие спотови, ја треба да сум дебил. Да инвестираш ти, пример, у нешто што никад не може да се врати. Така да верувам дека ќе извадам еден микстейп однака со ствари што само не ми се свиѓа. Верувам дека ќе извадам албум кај што ќе може да се слушаат песните, посебно на овие платформи, да, стриминг сервис и тоа. 7 од 10 сладкаристика, Седмица, добра, среќен бре. Ајде сега да видиме колку ќе дам. Ајде, Никле. Ништо се СТР2, да си растел во населба, би ги закачил на Ајде. Абе, че, не бил крив кошам, брат, добар. Пушта тешка срање, поштен цар, сите ги се панча, не се замари стари. Хейтери љубомора, дека правиш највише пари, пиши дека нема да си MC ако гринал. Не можам да ги пратам ко пилињата кинал. Но за течково сум озбилен, лачат за миров мобилен. Добрите пички факат ги е бетонизен. Диджер Бугеман, класика for you, bro. Јас ше 3. Не. Ајде барем седгам да ти, немој да си бетер од мене. Лошат муабети причи, господине шолта штампа. Дали треба твојата статија? Леле, кажи му од сега јавише водам и слободни фрлања и све вржано со баскет. Никлеман имаш отказ, тоа е тоа, значи не може да е полош од мене, мислам. Ја морам и да признам дека ми намести 25. Да, значи дечкото е премногу фин и не може да ти дозволи да се осеќаш неугодно. Така да и да даеш 6, ја органик дав 5. Така да... има денес многу со такви со платени прегледи, така да мора да сте органик. Треба човек да плати буст, ама не може да си ја плати целата кариера, знаеш. Многу се да победам дека на Show Your Skills таму 2010-та ми дае седмица оценка таму или... Стварно? Не давав ја оценки, бе, брат. Како бе не дававте со пука дававте оценки таму? Не сум давал ја оценки, не влегов таму втор круг, не влегов. Не, друг некој, брат.
ја тука бе. Ја не фатив број. не си фатил, бре? Не бе брат, не. Абе ја знам дека ќе се сретнам со некој после 15 години, ќе ме збрча од на петка, шестка. Ма седмица брат, не е лош. Не е лошо. Видиш ти ми дај да буљаш. Ти ми дај да дам 7 коша, тоест ми дај да дам 5 и ми наместише 2. Да ми ја врати таа седмица. Сега да ми врати седмица. Сега ќе седнеме на сега вакво ќе ти вратам да поклончење. Отвора рани, лани, певте мои дуке, девојки на сите страни, мани, има секој човек, реков ќе останам дове, на попет за плачи, не се Довме тука на сонце. Ај, Види Марча? А? Сви. Како ти се свие? се допаѓа. Ова дома со фамилија да ќе поделиш. Фала ти. Сладкарал апетит, нашите другари. Од денес нови другари имаме. Пестал. Капчиња, Скопје. Браво. Ти се свија? Еве ти. И класика, слободни фрлања, маичка. За која ќе играш баскет, умало да си ја носиш, Фала. гледаш. Сега ќе ме со мајцава ќе ме инспирираш. Да, сега на слободни оваа качува да почнам да играм, да. И нареден пат брат кога ќе ти дојам наредно шоу, Нема дека да- нема да ги- константно работам, до наредна година можам да ти раскажам све од ново. Нареден пат кога ќе дојам брат ќе куцам. Значи не сте свесни. Ништо, фала Марче на Фала ти компанијата. тебе. Фала ти Јас си брате. продав топ, чекирано за човек што сум го поштовал од детство, снимах на слободни фрлања. Вие ставите лайк, subscribe, share таму и се гледаме во друга епизода. Тука бев на секој повик, рад се те беа волка, врши, држи ме се рака, пропаѓам на твојата врата.